Една група од околу 20 на македонски масони кои беа примени во таа голема ложа во Белград, подоцна некаде кон средината на 90-тите години се примени во неколку лондонски ложи и на тој начин е создадена предпоставка подоцна големата ложа на Британија да ја призна македонската голема ложа, односно да инвестира во добивањето на незиното светло. Има одредена пикантерија која македонските масони со задоволство ја кажуваат, а тоа е дека таа прва група од околу 20 на македонски масони своите псалми и својот испит пред таа голема британска масонска ложа ја полагат на старобритански јазик, кој е многу тежок за учење, многу тежок за изговарање. Всушност таа група од 20 на македонски масони сите тие масонски псалми кои се во трајање некаде од 2 до 2,5 часа ги учи на познатото грчко летувалиште Сани Бич, кај што неколку години поред летува за да можат да го совладаат тој многу тежок испит за полагање на тој масонски прием во Лондон. Ние одлучивме и се обративме да одиме на кај така наречената мајка ложа на масонеријата или најстарата голема ложа од регуларните ложи, нели, признаени. Тоа е обединетата голема ложа на Англија. Отидовме, побаравме прием, го изложивме нашиот случај и побаравме поддршка. И како господине, обично ја мислам за нас македонци дека сме поише стрикни него што сме паметни. Би точно овде малци среќа, малци памет требало веројатно повеќе, бидејќи не е вообичаено големата мајка ложа или британската ложа да дава светло или да ги прими или да формира одредени ложи, посебно не на балконот, посебно не во тоа време 95-6 која е тамо година која не се знаеше ќе не биде или нема да не биде. Од денеша нако кога гледате тоа помалку делува научно фантастично, мора да ви признам. Дури тешко да се поверува дека не знам сте имале стрелби со Маркизот од Нортхемптон кој е оперативниот директор или како би го нарекли, јас ја кажам таа функција за да можат гледачите да разберат, или војводата од Кент кој е главниот на таа голема британска мајка ложа. Како ја успевате сега? Што успеавте да направите? Апсолутно сте во право. Тоа е до крај не можем јас да одговорам во овој момент. Можеби историјата понатамо, масонската историја ќе покаже дали тука имало и некои додатни елементи за кои ние не сме биле доволно свесни во тој момент. Меѓутоа се случи нешто што во светскиот, глобалниот, универзалниот свет на регуларните масонски ложи одекна како едно големо пријатно изненадување. Ај бидете фер и искрено, одговорите ми конкретно на две прашања. Прво, дали со тоа што 95-6 година големата мајка ложа на Британија ја признава или дава светло или на некој начин и помога на македонската голема ложа или тогашните македонски ложи, тоа не можеше да се свати како знак дека масоните нема да учествуваат во растурањето, туку напротив ќе учествуваат во стабилизирањето на Македонија и дали како резултат на таа поддршка што ви беше дадена пред 10 години, вие денес треба да учествувате во креирање на косовската масонска ложа и на косовската држава. Поддршката што ние ја добивме и она што јас верувам дека со досегашното наше екзистирање и работа, иако тоа мора да се разбере дека имаше период во кој ние функциониравме многу дискретно. Колку масони има во Македонија? Па има број кој што секој ден некаде околу 300, условно речено, не знам точно колкав е бројот, едноставно. Каков голем мајстор сте, не знаете колку точно имате? Исто кога да опрашаме премиерот на државата, дали знае колку има министри во владата. Тоа воопшто не е важен. Или директорот на Заводот за статистика колку македонци живеат во Македонија. Мислам, малце не е важен големиот мајстор да каже дека не знае колку масони има. Не е важен податок, затоа што ништо не е важно тогаш, господине Груевски, освен тие флоскули дека сте добри луѓе, браќа, сестри и така, сестри немате душа, али еве имате добри браќа. Имаме сестри. Да. Меѓутоа нашите сопруги можеме нешто да кажеме. Која е највисоката функција која некој масон има во Македонија и во македонската политика? Мислите во профаниот, во политиката? Да, па нормално. Имаме браќа кои имале и имаат функции не во политиката само. Ајде вака, би можел конкретно. Лидерски позиции. Бројот, знаете, зошто е неважен? Јас бројот нормално дека го знам, меѓутоа не е ни тајна да се дозна. Меѓутоа зошто е неважно? Затоа што сме ние млада голема ложа на Македонија, млада масонерија, една од најмладите во светот по тој основ. И ние растеме. По тој основ ништо нема спектакуларно во тоа дали е бројот 100, 300 или 5000 за нас. Сега она што е наша концентрација е да примаме квалитетни луѓе. Да примаме луѓе кои што едноставно ќе ја разберат суштината на масонеријата. Дали највисоката функција
која некој масон ја обавал во Македонија е председател на Собранието на Република Македонија. Не знам за таква. Дали највисоката функција која обавал некој масон е можеби ректор на Скопскиот универзитет? Овака можеме да одиме бескрајно. Луѓето ја знаете за кои личности да прашувам. Ја и вие сме свесни дека тие луѓе обавувале тие функции. Јас сум денес овде да зборувам во моје лично име. Дали двајца од трите најбогати македонци се во масонската ложа? Има многу авторитетни и квалитетни луѓе кои што се веќе членови на големата ложа на Македонија и има многу кои што чекаат на ред, условно речено, да по нашата процедура и по нашата усталена ритуална работа бидат примени во следниот период. Господине Груевски, пред 3 недели еден убав Rolls Royce шеташе по скопските улици на релација помеѓу центарот на Скопје и Скопскиот аеродром. Вие велите дека маркизот од Нортхемптон е дојден во Македонија пред 3 или 4 недели, зависи кога ќе го емитуваме ова интервју. Тоа се поклопува со вашиот избор за голем мајстор, меѓутоа претпоставам дека ми криете еден податок дека освен маркизот од Нортхемптон бил и војводата од Кент во Македонија. Дали војводата од Кент пред 3 недели беше во Македонија, што бараш во Македонија? Не, војводата од Кент не беше во Македонија, беше присутен на тие 3 дена околу организацијата на нашето големо изборно собрание или собрание за инсталирање на нов голем мајстор. Беше програмскиот голем мајстор маркизот од Нортхемптон. И уште 12 големи мајстори на големи ложи од Европа кои беа гости. Би стајле рака во оган дека не бил војводата од Кент? Би можеле ли да провериме по царинските или аеродромските служби дали некој така висок функционер или член на британското кралско семејство не било Македонија, би може да провериме ки премиерот на македонската влада. Би било голема чест, уште поголема чест за нас да војводата од Кент можеше лично да допатува на ова. Јас имам информација дека не гледам логика зошто покажувате сомнеж во. И дека во Rolls Royce на еден многу богат македонец шетал по скопските улици, дека бил сместен во еден елитен скопски хотел, кај што вие одржувате тоа годишно собрање, кај што вас бира за голем мајстор. Ништо тајно не е. Ние го одржуваме годишното собрание во хотелот Александар Палас, затоа што таму имаме најдобри услови за да можеме да направиме една ваква голема... Не, ние нормално дека не ние, меѓутоа за вакви поголеми собирања, кои што имаат своји посебни барања, ние имаме организација на наш протокол кој што води сметка за посебно за гостите, големи мајстори од големите ложи кои што присуствуваат на тие случувања, тие 2 дена, што ние ги организираме. Така да нашиот протокол е задолжен да води сметка и да тие бидат, како да кажам, организирани на најдобар можен начин. Кои се војводата од Кент и маркизот од Нортхемптон, големите мајстори и големите шефови на британските масони, кои според сите информации некаде пред еден месец беа присутни во Скопје на инаугурацијата на Живко Груевски во голем мајстор на македонските масони. Со еден збор тоа се видни членови на британското кралско семејство, блиски родни на британската кралица Елизабета II и луѓе кои се многу богати во тоа британско општество. Според сите британски извори, во рацете на лордот и на маркизот од Нортхемптон и на војводата од Кент се наоѓа главната лондонска улица Оксфорд Стрит, која носи годишен промет од неколку милиарди американски долари. Дали денес масоните може да се каже дека владеат со светот? There are probably somewhere in the region of 4.5 million Freemasons around the world.